регионални вести на првиот работен ден од оваа недела. Планинари екологисти, представници на невладини организации, вчера на протестниот марш кој го организира од Попова шапка се до местноста Лешница, побара итен прекин на градежните работи за изградба на хидроцентрала во оваа местност. Да ја спасиме Лешница е мотото на протестниот марш кој се одржа на Шара против изградбата на хидроцентралата. На маршот кој стартуваше од Попова шапка па се до Лешница се приклучија голем број планинари, екологисти и невладини организации. Тие од властите побара итен прекин на работите. На експедите не сочиме. Бараме од сите институции итно да ги прекинат сите незаконски работи во делот на хидроцентралите. Тие хидроцентрали немаат се уште комплетна техничка документација. Сечењето на дрвјата и отварањето на новите траси е големо, се уништува. Денеска праќаме порака до сите и гледаме што се случува горе. Оваа болест ја опфатила целата територија на Шара во Косово, Македонија, Албанија. Треба да има детална анализа и да се прекинат сите интервенции. Ото му додадоа дека изградбата на хидроцентралата во местноста Лешница, но и во другите делови на Шара, само ќе нанесе штета на природата, а жителите од шарпланинските села нема да добијат никаков бенефит. Од национални шуми велат дека голем дел од сечата и отворањето на широките патишта немаат никаква поврзаност со изградбата на хидроцентралите, туку со нивниот план за работа од 2019 до 2028 година. Одговорно тврдам дека јавното предпријатие Национални шуми и јас како директор работиме според 10-годишните планови за стопанисување со шумите, кои се донесени од ресорното Министерство за земјоделство. Дрвната маса е наменета за испорака на фирми со кои Национални шуми соработува според однапред склучени договори, рече Зоран Ѓорѓиев, директор на Национални шуми. На Шара речиси секоја река си доби своја хидроцентрала, со што се уништи бујна вегетација за отворање на пристапни патишта, а голем дел од водните ресурси се одзедоа за профит на неколку поединци. За сега надлежните информираат дека изградените хидроцентрали и тие кои се градат ги исполнуваат сите законски услови. Дури 95% од анкетираните наставници од училиштата во регионот на Гостивар не го прифаќаат предлогот на владата за 10% покачување на платите и сметаат дека треба да се организира генерален штрајк. Конечната одлука Советот на СОНК ќе ја донесе откако ќе ги разгледа извештаите од сите регионални единици. Работници во училиштата од поширокиот Гостиварски регион не го прифаќаат предлогот на владата за покачување на платите од 10% од април 2020-та и сакаат генерален штрајк. Ова го покажа анкетирањето што го спроведе регионалната организација на Синдикатот за образование и наука Гостивар. Од вкупно 1421 член на СОНК во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше, на прашањата одговориле 1024, што е 72%. Од нив 95% се изјасниле дека се за генерален штрајк, а 5% дека го прифаќаат владиниот предлог. Регионалниот одбор на СОНК во општина Гостивар, кој ги покрива сите три општини, Гостивар, Маврово Ростуше и Врапчиште, се изјасни со записници дека не го прифаќаат предлогот на Министерството за образование од 10% од 1 април, него се за понатамошни активности. И голем од нив се изјасни дека се и за штрајк, генерален штрајк. Значи сега одлуката на целиот регион е да се оди на генерален штрајк. Иначе од добиените записници од 21 синдикална организација има предлози да 10% може да се прифати под услов да биде од 1.1.2020 година. Конечната одлука дали ќе го прифати предлогот на владата или ќе оди на генерален штрајк, Советот на СОНК ќе ја донесе откако ќе ги собере извештаите од сите регионални организации. Последната понуда на владата за просветарите беше зголемување на платите за 10%, кое што би започнало да се исплаќа од април наредната година. Овој предлог министерот за образование го нарече историски. СОНК пак бараше покачување за 25%, а зголемувањето да започне од јануари следната година.
Немаме материјал за да ви извршиме хируршки зафат. Ова бил најчестиот одговор на лекарите од клиничкиот центар во Скопје, откако пациентката Виторе Наумовска од Тетовско непроштено во неколку наврати барала од нив здравствена помош, односно замена на вештачкиот колк и протеза на левата нога, кои се поставени уште во 2005 година. Веќе 5-та година Виторе Наумовска од Тетовско непроштено залудно тропа по болничките врати, барајќи замена на вештачки колки протеза за левата нога, чии рокови се поминати, откако и биле поставени во 2005 година. Снимките покажуваат дека колкот и се троши, а протезата е разместена што резултира со голем оток, но инфекција и крварење на ногата. Ни раскажа дека од 2014 година досега во неколку наврати се обраќала на скопските клиники, но таму била одбивана со образложение дека немаат материјал за вакви зафати. В 2014 сам барала помош од болницата Мајка Тереза. Зрано што носи тоа име, пошто Мајка Тереза помогна на болни, на сиромашни. А за жал таму сама малтретирана сам бил. Како бе малтретирана? Што? Сега нема материјал. За изминативе 5 години вели дека постојано била препраќана од скопските клиники во болницата Свети Еразмо во Охрид. Последен пат била во Охридската болница минатата година, каде што докторот и рекол дека не може да ја прегледа, оти била од Албанија, иако ги поседува сите македонски документи и е здравствено осигурана, а во болницата имала закажано и термин за преглед. Па Охрид. Отишам на снимаме, после 2 сам се вратила. Тешко работата, пошто си надвор од Македонија. Јас сам од Албанија, нема да бидем ни прва ни последна, а ја имам државлянско. Имам пашош, лична карта, здравско, имам зве. На оваа држава. Замолам Министерство за здравство, имам голема молба да ми помогне. На Виторе ногата постојано и крвари. Единствен спас гледа во брза интервенција во државните болници. Пари за приватни клиники нема. Таа е социјален случај, а и сопругот е невработен. Од Министерството за здравство накусно ни соопштија пациентката уште во понеделник да се обрати на ургентниот центар при клиничкиот центар во Скопје, каде ќе се постапи со неа, согласно сите здравствени протоколи. Гостивар ќе добие нова градинка во која ќе може да се згрижат од 70 до 100 деца. Новиот објект кој што општината го подготвува во Долна Бањица е во завршна фаза и се очекува да проработи од јануари 2020 година. Од следната година значително ќе се намали листата на чекање во детските градинки во Гостивар. Новиот објект кој што општината го подготвува во Долна Бањица е во завршна фаза. Се чекаат формалностите, технички прием и потребната дозвола. Локалната власт проценува дека сето тоа ќе се заврши до крајот на годинава. Јас се надевам од нова година ќе започне, ќе има паралелки на турски, албански, македонски, дури има огромен интерес и за мешани паралелки, комбинација едната да биде албански и турски и другата македонски и турски. Ќе видиме како ќе ни кажат раководството на градинката, така и ќе постапиме. После нова година планираме уште и овој капацитет да се реновира. Набргу ќе имаме и детско игралиште, детско катше одма веднаш тука пред градинката. Планираме и зелени површини нешто да средиме, да изгледа убаво. Еден руиниран објект кој што беше допред една година. Во новата градинка ќе може да се згрижуваат деца од целата гостиварска општина со оглед на близината на Долна Бањица со градот. Објектот ќе биде со капацитет од 70 до 100 деца. Па секоја година имаме поголем интерес на листа на чекање. Тука се предвидени над 300 деца се на листа на чекање. Сега со ова мислам дека ќе се намали бројот на децата, капацитетот на децата. Тука имам предвидено за 70 деца, но голем е објектот, има 4 занимални. Мислам дека за 100 деца ќе биде доволно. Зашто е блиску село Бањица, тука ќе се предвидат и децата од општина Гостивар. Во овој објект претходно беше сместено поранешното основно училиште. За адаптација во градинка општина Гостивар инвестираше над 50.000 евра.
Извршена е внатрешна и надворешна реконструкција. Поставени се нова електрична инсталација, санитарни јазли, керамички плочки, нов систем за водоснабдување и канализација, а старите прозорци се заменети со енергетски ефикасни прозорци. Планирано е во дворот на градинката да се постави и детско катче со реквизити. Викендов во Духовно-културниот центар во Лешок се одржа дводневната манифестација "Пишемо и стварамо" на српском јазику, односно пишуваме и твориме на српски јазик. По седми пат ученици припадници на српската заедница во земјава твореа на својот мајчин јазик годинава на тема љубов. Воедно имаа можност да се сретнат со повеќе автори и да се надградуваат. Организаторот Сдруженијето на Срби и Македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка ваквите проекти ги спроведува со цел чување и негување на мајчиниот јазик кај припадниците на српската заедница во земјава. Зборувавме за животот и делото на Бранко Ќопиќ и Душко Радовиќ, две големи имиња во српската литература. Оваа година се обележува 35 години од нивната смрт. Во програмата е предвидено децата да имаат непосредна средба и со современ поет. Тоа оваа година е Стеван Милошевиќ од Врање, кој се представува со своето дело и има непосреден контакт со децата. Имаме и представување на современи дела, тоа се збирката песни "Аждејата ја напушта бајката" од Стеван Милошевиќ и романот "Никад немој речи крај" од Власта Ценич. Дел од оваа манифестација неколку години наназад е и Власта Ценич, поет од Република Србија. Ја цел живот радим со децом и очигледно... Јас цел живот работам со деца. Еве веќе 37 години како просветен работник. Ова е единствената прилика да се сретнеме ние кои пишуваме со некој кој е млад, почетник, кој сака да пишува и да чита. Поет не се создава, поет се раѓа. Ние само можеме да дадеме совети. Тука има потенцијални автори. Ние ги советуваме само да читаат, само така својот талент ќе го надоградат. Српската народна бајка Биберче на авторот Нена Ристиќ беше представена пред учесниците на манифестацијата "Пишуваме и твориме на српски јазик". Наша задача е да ја представиме представа Биберче во која учествуваат деца од 4 средини, од Скопје, Тетово, Скопска Црна Гора и Валандово. Детската представа Биберче има 14 улоги, преку кои се протежира љубов, вера и сите позитивни човечки вредности. Значењето на оваа манифестација е непроценливо, вели директорката на Управата за развој и унапредување на образованието на припадниците на заедниците во земјава, Славица Тодорова. Го поддржува духот на интеркултурализам, пред се затоа што им овозможува на децата да творат и да се изразат на својот мајчин јазик и затоа што упатува една силна порака ваквите манифестации да бидат почесто, затоа што само на тој начин можеме да се слушнеме едни со други и да придонесеме за наше заедничко действување. Ова е уникатна пред се затоа што има многу и актуелни и повозрастни автори не само од Македонија, туку и од Србија, затоа што им дава можност и децата сами да творат, а нивните творби да бидат слушнати од повозрастните кои што се компетентни во таа област. На свеченото читање присуствува амбасадорката на Република Србија во земјава Душанка Дивјак Томиќ и конзулот во истата амбасада Александра Ѓурица, владиката Тетовско-гостиварски господин Јосиф и други гости. Сите учесници добија благодарници за учество, книги како символ на знаење и мудрост и јаболко како символ на здравје и живот. Благодарници за учество добија менторите и училиштата кои учествуваа на манифестацијата, поетите, како и поддржувачите на настанот.
Пешаците се чести учесници во сообраќајни незгоди. За 9 месеци на Тетовското подрачје се повредени 67 лица, од кои 10 потешко. Во 9 месеци од оваа година на поширокото Тетовско подрачје, во 67 од случајните сообраќајни несреќи непосредни учесници биле пешаци. 10 од нив завршиле со тешки, а 57 со телесни повреди, најмногу како последица на недавање предност од возачите или поради невнимателно однесување на пешаците во сообраќајот. Токму затоа секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до возачите задолжително да ја намалат брзината, да ги пропуштаат пешаците на обележаните пешачки премини и да ја почитуваат светлосната сигнализација на крстосниците, која се однесува на минување на пешаците. Недавањето предност на пешаците, особено во близина на училишта или други јавни објекти, представува законски прекршок, за кој е предвидена парична глоба од 300 евра во денарска противредност. На пешаците пак им се советува да не ги преминуваат улиците каде ќе стигнат, секогаш да ги користат тротоарите и да не се движат по коловоз, зашто на тој начин најдиректно се изложуваат на опасност да бидат удрени од возилата. Покрај тоа пешаците можат да се соочат и со законски санкции, односно со глоба која за овој вид сообраќајен прекршок се движи од 30 до 50 евра во денарска противредност. СВР Тетово и во наредниот период ќе спроведува засилени контролни активности, во чие средиште ќе бидат пешаците како учесници во сообраќајот и ќе ги санкционира сите констатирани прекршоци. Од Општинската организација на СДСМ Тетово денес одржа пресконференција, на која ги повикаа тетовци да присуствуваат на утрешната граѓанска трибина, која ќе се одржи во Центарот за култура Илјантески смок, со почеток во 20 часот. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Власта предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија досега макотрпно работеше на многу реформи со цел подобар живот на сите граѓани. Имено, денеска сме сведоци на многу спроведени реформи и мерки во здравството, социјалната заштита за сите категории на граѓани, на кои им е потребна покачување на платите и многу други мерки кои се во интерес на граѓаните. Ветивме континуирана работа на терен за да ги слушнеме граѓаните и нивните потреби. По тој повод, како и секогаш поблиску до граѓаните, ве повикувам сите да дебатираме, да разменуваме идеи за доброто на оваа земја. Сите да се обединиме без оглед на нашата партиска, национална или верска припадност. За изнаоѓање заеднички решенија за да останеме на правиот пат, патот на реформите и интеграциите. Ве повикуваме да присуствувате на граѓанската трибина заедно со министерот за здравство Венко Филипче, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и потпаролот на Социјалдемократскиот сојуз Константин Костадинов, кој ќе се одржи во вторник на 22 октомври со почеток во 20 часот во Центарот за култура Илјантески смок. Слаби резултати за тетовските екипи во викендот што измина. Фудбалските прволигаши Шкендија и Ренова беа поразени, исто како и одбојкарите на Бамикор и Универзитет Тетово. Во продолжение следува комплетниот преглед на спортските настани. Неуспешен спортски викенд имаат тетовските екипи кои се надпреваруваат во највисоките рангови. Во првата фудбалска лига двете тетовски екипи забележаа порази. Шкендија изненадувачки беше поразена на домашен терен од Академија Пандес со 1:0. Победничкиот гол за гостите од Струмица беше дело на Маслаж во втората минута од судиското продолжение на првиот дел. Фудбалерите на Ренова со убедливи 3:0 беа поразени на гостувањето во Кратово. Трите погодоци за Силекс паднаа во последните 20 минути од надпреварот. На табелата Ренова е на петтата позиција со 13 бодови, додека Шкендија е седма со 11 поени. Во второлигашката конкуренција Дрита од Боговиње на домашен терен доживеа пораз од Охрид Лихнидос со 1:0. Сепак и покрај поразот екипата од Боговиње останува на втората позиција на табелата со 15 поени. Фудбалерите на Гостивар забележаа пораз од 4:2 на гостувањето кај Скопје, додека Вардар отворено на домашен терен одигра 2:2 против Корап од Дебар. Гостивар после поразот падна на шестата позиција со 12 бодови, еден повеќе од седмиот Вардар отворено.
Третолигашката фудбалска конкуренција овој викенд не донесе никакво изненадување. Водечките екипи забележаа сигурни победи. Лидерот БС од Добридол на домашен терен ја совлада Речица со убедливи 4:0, а второпласираниот Тетекс беше уште поубедлив и со 5:0 славеше над Пролетерот Тумчевиште. На останатите надпревари Зајас на домашен терен го совлада Арсимиот Чегране со 4:1, додека Трабзонспорт од Горна Бањица со 3:1 беше подобар од Тетовски Љуботен. Најубедливата победа ова коло ја забележаа фудбалерите на Камењане, кои на домашен терен го декласираа Флямуртариот Дебреше со 8:2. Надпреварот во Кичево помеѓу Напредок и Нераште не се одигра, бидејќи гостинската екипа не допатува и овој надпревар е регистриран со службен резултат од 3:0 за кичевчани. На табелата во водство е Беса со максимални 15 бодови. На втората позиција е Тетек со 13, а потоа следуваат Камењане и Зајас со по 12 поени. Викендов што измина започна и првата женска одбојкарска лига на Македонија. Двете тетовски екипи имаа неславен почеток на првенството. Одбојкарките на Бамикор забележаа максимален пораз од 3:0 на гостувањето во Битола против Пелисер Волеј. Домашните одбојкарки го добија надпреварот со 25:11, 25:17 и 25:18 по сетови. Екипата на Универзитет Тетово со истиот резултат беше поразена на гостувањето во Скопје од Работнички, односно 25:10, 25:18 и 25:13 по сетови. Кошаркарите на Гостивар во неизвестна завршница беа поразени на гостувањето кај Скопски Работнички со 91:90. На една секунда до крајот на надпреварот Гостивар имаше предност од 1 поен, но Мјатови со звукот на сирената погоди за радост на домашната екипа. Најдобар во редовите на Гостивар беше американското засилување Доналдсон со 21 поен, додека Джелјатовиќ и Тасовски постигнаа по 14. После второто коло Гостивар е на 5-тата позиција со ефект од 1 победа и 1 пораз, а во следното коло на домашен терен ќе се сретне со бранителот на титулата МЗТ Скопје. Времето денес беше сончево и топло со слаб ветер од променлив правец. Температурите се движеа во интервал од 11 до 26 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде претежно сончево, утрото свежо, а преку денот топло, со претежно североисточен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 10 до 27 степени Целзиусови. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!